Доналд Трамп и Майк Пенс наспроти Џо Бајден и Камала Харис. Вака ќе изгледа американската председателска трка годинава. Останува само уште републиканската и демократската партија и официјално да ги потврдат кандидатурите на конвенциите што ќе се одржат кон крајот на месецов, а кои поради коронавирусот ќе бидат виртуелни. Жена која не е бела и која потекнува од имигрантско семејство. Ова е изборот на Џо Бајден за подпредседателски кандидат за кој се надева дека ќе биде добитната комбинација. As a child of immigrants, she knows personally how immigrant families enrich our country, as well as the challenges of what it means to grow up Black and Indian American in the United States of America. Her story is America's story. 55-годишната Камала Харис е сенаторка од Калифорнија. Претходно била главен правобранител на оваа сојузна држава. Незината мајка е од Индија, а таткото од Јамајка. Case against Donald Trump and Mike Pence is open and shut. This is what happens when we elect a guy who just isn't up for the job. Our country ends up in tatters, and so does our reputation around the world. Камала Харис на првиот јавен настап од како влезе во трката го нападна двоецот Трамп Пенс, но и тие веднаш возвратија. She is a disaster. She's going to be a disaster, I think, for their party. She started off strong. She is super liberal. I heard actually she's the most liberal person in all of Congress. We all know, look, Joe Biden and the Democratic Party have been overtaken by the radical left. So given their promises of higher taxes, open borders, socialized medicine and abortion on demand, it's no surprise that he chose Senator Harris to be his running mate. Со изборот на кандидат за подпредседател, демократите и републиканците се обидуваат да ги зајакнат позициите кај гласачите, но целат кон сосема различни групи. Пенс е популарен кај конзервативните граѓани и кај религиозните заедници, особено кај евангелистите, додека Харис би требало да ги привлече имигрантите, малцинствата и афроамериканците. Presidency, I think, really changed beginning with the Carter-Mondale administration, where the vice president became an across-the-board advisor and troubleshooter for the president. And that basic pattern has been followed by all of the presidents. He's advised him. He's worked with Congress, been sort of a legislative liaison. He's taken diplomatic trips. Соединетите држави досега немале жена подпредседателка. Камала Харис е трета која ќе проба да стигне до оваа функција. Обидите на Джералдин Фераро од Демократската партија во 1984-та и на Сара Пејлин од Републиканската во 2008-та завршија со пораз на изборите. Председателските избори треба да се одржат на 3 ноември, а инаугурацијата традиционално е на 20 јануари. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.